Од 1 до 4 ноември Скопјани ќе имаат модно лудило. Модниот викенд ги носи најновите колекции од светот на модата и токму тука домашни дизајнери, но и дизајнери од регионот по темата модата како дел од екосистемот одржлива приказна. Ајде да видиме што ќе не донесе оваа година 18-тото издание. Моден викенд е, гора да се шизи на моден викенд. Ама бидов и долна облека, не ме саѓа таму, не, таму. Имам многу пердови на глава, не знам што е ова. А, еве, види ја. Фати ја. И ова е нешто модно. Дали е модна катастрофа, дали е нешто добро, ќе види Серге Вароштија. Ајде Лидија, ајде можеме кон Лидија. Ава Лидија, како си? Честитки за вечерва, успешна ревија, како ти се чувствуваш? Јас сега можам да кажам олеснето и... Да ти помогнам? Да ти подржам? Океј, сега. Убаво ти се свекиња на тебе. Да. Така изгледа и цела модна колекција, така? Па да, може да се каже, бидејќи темата беше слобода и патување, може да се каже дека се собрало се што од европската култура, да. И искрено ти кажам, јас сум парти анимал, но не сум излегла премногу долго и не знам ни изградил што се дешава, морав малку да останам во мојот филм, но знам дека ќе има интересни реви и баш сакам да ги откријам, да. Лидија, во твојата рака гледам вино, морам јас да имам вино за да наздравиме. Чекај, гледам некој, не знам чиво е, па ќе наздравиме. Живели за успешниот момент вечерва? Да, благодарам. Супер, сам благодарам што дојдовте и што сте тука. Јас малку уморно изгледам, но сега ќе ме разберете. Внимавај на себе, немај повеќе од една. Ќе прашам, имам другарки докторки, ги прашам. Чували некој? Да. Да, помен. Да, остане. Ау, каква модна колекција. Ова не смееме да го дозволиме, фати се, кој се јавува? Да? Свесни ме. Добро. Кажи ми, многу прекрасно изгледаш вечерва. Морам да ти кажам да те поголам, кој се покрише со стайлинг? Самиот. Самиот? Да. Дали примаш некои модни совети? Па не верувам дека ми требаат модни совети за Колку е важно да се дотераш на ваков настан, не бе дека е мода, моден свет? Па не мислам дека треба да се дотераш, него мислам дека треба да... Да, супер сме. Еле, ама сме исплашени од микрофонот. Плаши микрофонот? Да, многу. Зошто? Од секојаш, од малку. Од мене? Ја дека го држам. Морам да признам дека бев на чекор позади вас, кога седевте и ве забележував, секоја манекенка како и да одеше по таа писта, вие лелова како изгледа, ова е многу добра. Професионална деформација, нели? Ма да, обично, ние кога одиме на ревија, најпрво ги забележуваме манекенките, а потоа моделот кој што го презентира. Кој го продава, нели, парчето? Така, точно така. Нема бегање. Чека да видиме што прави Ирена. Здраво, Ирена. Здраво. Како се забавуваш на модниот викенд? Одлично, супер, мислам дека е ова топ старт на овогодишниот моден викенд. Не можеме да најдеме соодветно место да се снимаме. Дали тоа значи дека расте заинтересираноста за овој моден викенд? Па веројатно да, ама мислам дека Лидија Георгиева навистина покажа извонредно нешто вечерва. Хајде да искоментираме. Јас забележав, не знам колку и вие, меѓутоа видов некои модни катастрофи, видов и нешто многу светско на меѓу публиката, односно каде што ја веќе нели ја гледавме и модната писта. Дали може вие да ми своите нешто? Па не, искрено не гледав никого во публика, бе фокусирана стварно на моделите. Шани, ми звони Сергеј. Не можам сега да му пренам.
Сигурно сака да знае какви модни катастрофи има на овој моден викенд. Слушай, ќе видам држики. Ајде ти прос. Кажи да. Насмеј се. Се смеем угоди. Остануваме до крајот на Fashion Week. Бидете подготвени за сите детали токму тука. Чао, чао!